Почитувани, денеска би сакал да ве запознам со заклучоците на извршниот комитет на Либералната партија, донесени на синоќешната 36-та седница, во однос на прашањата кои ги спомена и Петар, односно прашањето на одлуката на Уставниот суд и прочитувањето на избирачкиот список, или подобро речено, состојбата со избирачкиот список. Резултатите од вкрстената анализа на податоците од различните институционални бази и од избирачкиот список непосредно ги потврдија сите досега најавени сомнежи на Либералната партија и на сите опозицијски партии за кредибилноста на изборните процеси досега и за легитимноста, односно нелегитимноста на законодавната и извршната власт, особено од 2014 година. 500 луѓе, 500 избирачи на избирачки список плюс може да бидат институционална грешка. 500.000 се институционална и политичка кражба. Постапката и донесената одлука на Уставниот суд за укинување на одредбите од Законот за помилување со кои се вратија самостојните овластувања на председателот на Републиката за прекинување на постапка против лица осомничени за педофилија, силување на изборен криминал е срамна и индикативна. Осудата на постапката и одлуката на Уставниот суд е едногласна не само во опозицијските редови, туку и во широката граѓанска, невладина, но и европска јавност. И за јавност и за Либералната партија е јасно дека имајќи ги предвид енормниот број фиктивни гласачи и сите досегашни оддалечувања од нормалниот политички процес и диалог, одлуката на Уставниот суд е само претходница на постапките кои може да се очекуваат од председателскиот кабинет во две можни насоки. Аболиција на сторители на изборен криминал во досегашниот период и аболиција на сторители на изборен криминал во иден избирачки процес. Само овие два факти за Либералната партија, но и за широката јавност во земјата, а особено специјализираните и повиканите невладени организации, се показател дека кредибилни избори на 5 јуни не се возможни. Тука воопшто и не се навраќаме на тековните застои во преговорите околу медиумската сфера, кои инаку се неопходен услов за кредибилни избори. Нашите комплименти до сите невладени организации кои вчера реагираа и кои организираа стручни, навистина темелни расправи и дискусии, кои исто така врз основа на факти и врз основа на добра намера, врз основа на граѓанска свест, укажуваат дека фер, демократски, кредибилни избори на 5 јуни не се возможни. Според Либералната партија, јасна е потребата на ВМРО, ДПМН и ДУИ да форсираат изборен датум, но сериозните дубиози кои се манифестираат во овој период не само што го отежнуваат пржинскиот процес, туку покажуваат дека отстранувањето на идентификуваните системски слабости и проблеми во владењето на правото се уште далеко од реалноста. Од тука, Либералната партија ги предлага следните решенија. Прво, во очекување на идните потези на Иванов по очекуваните постапки на специјалното јавно обвинителство, Либералната партија ги повикува останатите опозицијски партии, а особено СДСМ, јасно да стават до знаење дека до отстранувањето на евидентираните слабости и проблеми, но и примената, односно непримената на неговите овластувања во однос на аболицијата, избори на 5 јуни се невозможни. Второ, ВМРО ДПМН номинално се изјасни против решението на Уставниот суд. Ги повикуваме пратениците на СДСМ, како и пратениците на ВМРО, ДПМН, ДУИ и ДПА, по можност заеднички, во собранието да предложат истоветен закон за измени и дополнување на Законот за помилување, со кои ингеренциите за прекид на постапка против обвинети или осудени лица за педофилија, силување, изборен криминал и така натаму, повторно ќе бидат одземени од самостојното одлучување на председателот на Републиката. Да видиме дали стојат на својот збор. Според Либералната партија, ова се непосредни начини сите политички партии да докажат дека стојат до своите тврдења дека ни се потребни кредибилни избори за излез од политичката криза, слободни и фер, без местења, полнење кутии и списоци и без насилство. Секако на овој начин ќе се покаже кои партии стојат на суштинската определба дека на Македонија се потребни избори за излез од кризата, а не избори за влез во нова криза. На овој начин се отвора и можноста јасно да се стави до знаење кои политички партии имаат демократски капацитет да ги идентификуваат суштинските национални приоритети, а кои партии сакаат парламентарното мнозинство да го користат за партизирање и блокирање на институциите и остварување дневни партиски интереси. Во таа основа јасно ќе се види и тоа дали на Македонија е потребен во моментот технички или широк, нов политички формат на владата. Подсетуваме дека виденото спојување на државата и партијата истовремено го подхранува истиот пристап и во односот на партијата и локалната самоуправа. Изборниот ден, впрочем, е само дел од демократскиот и институционалниот процес. Спречувањето на злоупотребата на државата и локалната власт за изборни цели е суштински приоритет. И осмо решение кое што го нудиме. Имајќи во вид дека се отворени длабоки сомнежи и временска невозможност да се надминат бројните слабости, Либералната партија предлага партиите, невладините организации и меѓународната заедница во формат поширок од пржинскиот
да пристапат и кон консултации за истовремено одржување на парламентарни и локални избори кон крајот на оваа или почетокот на следната година.